Агенцијата за храна и ветеринарство ги демантира наводите на Сојузот на одгледуваче на овци Модерен овчар, дека 4 јами во село Соколарци со тела на овци, усмртени од овча сипаница, биле незатрупани речиси 20 дена, поради што нивните мрши биле расфрлани од диви животни и кучиња. Од Министерството за земјоделство велат дека јамите се соодветно третирани, дезинфецирани и означени, а животните се закопани согласно протоколите. Местото на кое е снимано видеото е местото на кое согласно сите биосигурносни мерки за нештетно отстранување на овци и кози е извршено закупување на евранизираните животни. Овците и козите се затрупани со поголем слој на земја. Местото е соодветно дезинфецирано и означено дека тука постои опасност од заразна болест. Пронајдените овци и кози потекнуваат од сточари кај кои болеста е присутна и вршат незаконска вакцинација со неквалитетни вакцини, илегално набавени од Турција, информираат од Министерството за земјоделство. Според Сојузот досега угинале околу 10.000 овци. Бараат што побрзо да се започне со имунизацијата на сточниот фонд со вакцините донирани од Турција, со цел да се спречи понатамошното ширење на болеста. За нас останува да се убрза работата и шо побрзо да си ги заштитиме ние стадата. Тоа е од се најбитно за нас. И сега, шо е работа, шо се, колку ќе се задрже, шо, какви процедури има, не знам. Само едно знам дека институциите треба да преземат сериозно и што побрзо да ни ги вакцинираат овците. Од Министерството се уште нема посочено точен датум за почеток на вакцинацијата. По добивањето на донацијата, вакцината ќе биде тестирана за безбедност и чистота, а до тогаш ќе се врши депопулација на заразените стада. Надлежните предупредуваат дека неовластената имунизација ќе биде санкционирана, а за вакцинираните животни нема да има обештетување.